Само ја си ти и никој друг на овој свет. Со МЗТ почнав основна школа во Ѓорѓе Пулевски. Тоа време може да се каже редутен центар за млади навивачи на МЗТ. Тоа беше како дел од култура и живење на аеродром. Сите што учевме во Ѓорѓе Пулевски, се знаеше сите сме за МЗТ. И на ден на дерби се пишуваше плакат од тетрадка од средина и пенкало сите на дерби. Тоа е моја прва утакмица. Пето, шесто деление може. Тој период. Тие години од тогаш натака све почесто и почесто, додека не дојдеше момент каде што не се пропушташе утакмица. Значи, уште како деца морам да кажам, значи, кој што кажав, сите муабети, се што било поврзано со собирање пред зграда, све било муабети за МЗТ. Значи, имало и многу пати кога сме седеле пред мало, нема што да правиме, ајде идеме на тренинг. Ај на тренинг, сме иделе, значи, многу често покрај надпреварите сме ги посетувале и тренинзите на МЗТ. Значи, све беше сведено само МЗТ и само МЗТ. Прекрасно време и прекрасни моменти, можам да кажам, доживеани во тој период од мојот живот. Доаѓа до малтене до гаснење на клубот во 2009 година. Тогаш навијачите на МЗТ би напоменал дека во тие години кога правевме млад тим, кога имавме добри резултати, без тие навијачи, без полна сала, значи сигурно дека немаше да успееме. Фемили ни беше као ветар у грб. На тренинг сме имале по 300, по 400 навијачи, значи доаѓале на тренинг, салата имала поише навијачи на тренинг отколку сега што има навијачи у сала. За жал. Главно место на собирање на младите, кај младите живеа за тој клуб и седеа по цел ден во салата. Налето беше во салата пожешко него надвор, назима беше полазно во салата него надвор, меѓутоа љубовта према МЗТ беше голема, што сите млади луѓе, млади деца и машки и женски ја преполнува салата. Имаше една убава традиција да ние во возрастните си имаме свое место на трибината кој никој не го заземаше. Уредно купувавме сами да допринесиме карти. Секој си го знаеше своето место, секој мало си имаше свое место во салата. Навијањето беше незапамтено. Главен поддржувач на клубот беше ова навијачката група Фемили. Како што поминуваше времето, тие мали деца стана фактички порасна. И клубот растеше и фактички тие 90-тите години формираа таа навијачка група. Навијачка група која беше страшен поддржувач на клубот. И тие беа многу значаен фактор во развивањето и живењето на клубот. Се бореа како лавови, трчаа сегде кај што може и кај што не може, само да се помогне. Приказната на навивањето во аеродром почиња 80-тите. У тие периоди постарите навивачи го оформија сервис кру. Потоа низ текот на годините, 97 година, се оформи Фемили. Најискрено не би не нарекол група, туку повеќе би не нарекол фамилија. Ние не сме членови на група, ние сме фамилија. Би го образложил животот на периодот на навијачки живот на член на фамилијата. Че нашиот живот од мали нозе посветен беше во лименката. Сите трениравме, сите се едуциравме спортски како деца и така љубовта кон клубот растеше. Аеродром у тоа време беше млада нацалба поделена на повеќе мала и ден денес е така. Исполнета со млади дечки со непредвидливи карактерни особини, кои само МЗТ можеше да ги спои, да ги направи да функционираат како фамилија. Имавме цел аеродром да го направиме единствен. Да поставиме една линија баланс, која што никој не смее да ја помене. Во ниеден случај, ако некој се степаше, одма идевме да ги мириме, одма објаснуваме што би значило доколку се помине, доколку се повлече таа линија нагоре или надоле и одма грешиме да ги смириме страстите.
сите што беа секогаш на работ или ја преминаа таа линија, поради МЗТ и Фемили се повлекуваа. Таа линија поставив уште како помали, која можеше сериозно да биде избришана во 2009 година, кога клубот беше пред гасење. После долги години мачење на МЗТ, тогашната управа поднесе оставка, а сезоната само што започнуваше. Станавме многу сериозна група што бараше многу работа на организационен план и така почна да се оформуваат и подгрупите. Сервис кру функционира уште од времето што се случи од 80-тите години, меѓутоа еве ние помладите, да кажам и постари од мене, Bravehearts, тогаш се оформија една од најхрабрите, може и наша идол екипа у фајт, у однесување, у почитување на аеродром, у сите можни карактеристики што може да ги има навивач, ни беа пример. После тоа се оформија Young Team и ВПХ, они беа така помлад, моја генерација, помлада генерација, ударна екипа со Bravehearts. После тоа се појавија и Траблси и на крај се појавија Тензија. Наравни почетоци може да се каже дека се во Георгија Пулевски, школа познато како расандик на навијачи во аеродром, не дека и другите основни училишта не давале навијачи, меѓутоа во оваа коцка од 4-5 оделение сме ги посетували утакмиците на МЗТ Скопје. Кореографии се правени, мислам кореографии, тоа не се кореографии, меѓутоа вадени се некои пароли кај што ние сме ваделе завеси од Пулевски, сме цртале со спреви, се собирале пари на голем одмор за гостовања, за домашни утакмици. Гостовање не имало тогаш толку надвор од Скопје, меѓутоа за парк, например, за дерби се знаело, се собираат пари на голем одмор за да се нацрта нешто, да се напише на парола. Па добро, најраните почетоци на секој аеродромец идење во сала со свој родител, постар брат или постар другар од мало, меѓутоа ние поише би збореле за периодот од 2000 до 2009 година, каде што тоа е воедно и најтешкиот период на клубот од финансиски аспект, премногу е задржен. Нередовно посетување на утакмиците на МЗТ за разлика од дерби, другите утакмици биле многу послави, да ви кажам нека бројка под 100 навијачи и 50 симпатизери. Во тие 50 симпатизери ви го спомнал најредовниот Чичко Баже, родител на славниот тренер Боби Митев, кој секогаш имаше свое место. Young Team официјално како подгрупа на Фемили аеродром се формира 19.10.2008. Јас и Филип тогаш го правиме првото знаме, Young Team со Попајот. Истиот ден на 19.10.2008 се балјат да ја зимаме заставата и имаше дерби во парк. Тоа дерби е познато дека ние не влеговме. Првпат ни стаја плексиглас. Да, не пуштија, значи се навиваше од надвор. Домашниот клуб не даде да присуствуваме како навивачи организирано. Тука доаѓа до повлекување од парк, каде што дел од групата се одвојува поголемиот остаток на навивачи и трга на кај Добар Мало, кај што тука има и по пат, мислам уште од парк па све до Добар Мало доаѓа до големи инциденти. Се крши све, Дебар Мало, неколку ресторани се искршени, имаше и насловни страни тогаш во тоа време во некои од нашите дневни вестници. Бегаме до аеродром пешки. Имаше наслов во вестник млади момчиња направија као да кажам као хаос на центарот на градот. Баш се поклопи насловот со оформување на групата и тој датум. И исто така сакам да кажам дека после тоа гостовање 19.10.2008, да. После тоа гостовање, значи исто така домашниот клуб на пример имало ситуации кај што они не давале да се присуствува, меѓутоа полицијата сама преземаше одговорност и не внесуваше во сала затоа што поучени од оваа ситуација кај што дојде до големи инциденти во центар. Пред маршот на МЗТ исто тоа, моја генерација, малку помали, малку постари, ние што идевме голема група што одевме редовно на утакмици цело време на МЗТ. Во тој период организацијата беше падната на ниво, имаше утакмици кај што се навиваше, некои утакмици кај што не се навиваше. И тоа не, како да речам, ние се нервиравме помладите за таа работа, зашто не се навиват секоја утакмица, зашто нема организација за секоја утакмица, зашто нема застави секоја утакмица, тапани и све, како што има за поголемите утакмици, така и за најмалите. Како идеше период, ние тогаш решивме да направиме и наше знаме
кога ќе си го носиме ние на утакмици и ќе си го вадиме секоја утакмица. Тоа се направи Young Team знамето со попеот и тоа не беше идеја за некоја си подгрупа, дека ќе бидеме ние одредена екипа Young Team или нешто, туку тоа беше цела младина на аеродром. Сите инвестираа во тоа знаме, у таа група и идејата беше само ние да си имаме една посебна застава што ќе ја носиме секоја утакмица без разлика со кој да се игра. Така почна прв пат и дебютот му беше во градски парк и не стигна да се извади зашто не напуштија да влеземе таа утакмица. И за малце ќе изгубевме по пат на враќање. А од тогаш понатака се развија. Уште од 7 години почнав да идам на МЗТ со дедо ми. Тоа беше прв пат да видам што се случува во сала. Уште од основна школа, тоа беше како семена малска традиција. Секој дете мораше да оди на МЗТ. После почнаа тие групирања по мала. Се направи екипата мало White Park Hooligans. Беше една од клучните за успесите на Family на МЗТ. Така почна се. Ние го фативме периодот кога МЗТ и не беше толку јак, финансиски беше многу слаб. Салата беше наша. Старата сала имавме клуч од неа, тамо се собиравме со станоци, организации. Млада екипа бевме, просек некој 2-3 години. Го живнавме Family, го живнавме навивањето во аеродром и во Македонија општо. Со станоци се одржаваа, со другите подгрупи. Немавме никаква помош финансиска. Притисоци имаше од сите страни, ама млади. Издржавме, не ни интересираше, не се плашевме. Периодот од 2000 до 2009 година е исклучително значен за Family да стане тоа што беше и тоа што е. Не ради бројката која што имавме у тој момент или застави специјални, кореографии специјални, поради дружбата која имавме. Не само нас меѓу навивачите на ден на утакмица, него во слободно време 24/7 бевме загреани за МЗТ во секое време. Се дружевме со играчите, се дружевме меѓу себе, правевме состаноци, дававме идеи како едноставно да се подобри Family да стане тоа што беше и тоа што е сега. Во тие години јас лично имам многу убави моменти во сала, како дома, така и на гости. Еден од тие моменти е тројката на Daniels во финишот. Не се сеќавам никоја година беше тоа, значи никогаш нема го заборавам. МЗТ Маврово дома, кога пеевме пред празна сала, 40 минути после утакмица. МЗТ Амак, мислам дека 2008 година. Победивме таа утакмица, Амак беше доста појак од нас. На крај на утакмица снема струја, бидејќи тогаш бевме на агрегат. Немаше класична струја и имаше многу јако навивање без струја, во темница. Најпрвен на утакмици се појавувам на некоја моја 6 годишна возраст. Почнува од малска дружба од постарите, кај нас од мало. Доаѓаат кај татко ми да ме земат на утакмица, односно да ме представат на тие кошаркарски терени, да видам како изгледа кошарката живо. Да ги спомнам близнаците, морам да ги спомнам затоа што ми се заслужени што сум се појавил прв пат на. Што сме? Да, што сме се појавиле сите ние, уствари од мало на утакмици. Се појавувам на утакмица, втора утакмица ми е со Реал Мадрид, се сеќавам и така се раѓа љубовта уствари. Ние тука као деца, растејќи со МЗТ и со кошарката, тоа е најубавиот дел од нашето детство уствари, затоа што немаше некој што не зборува за МЗТ и што не зборува за кошарка во аеродром. Така почнуваме да се здружуваме со сите мала и така се раѓа. Уствари 97 се формира нели Family аеродром и регрутацијата на членови на навивачи не е во тој период не е преку мобилни телефони и социјални медиуми, пошто во тоа време не постојат, нели? Постои само едноставно соопштенија што ги кажа Љубиша. Постојат само малски дружби, постојат нели во школа одиш во основно се доаѓа до тој муавет, живееш за да дојде викенд, да дојде утакмица, да се појавиш таму, да испразниш негативната енергија. Јас се сеќавам дека ние сите можеби и 90% од нас почнавме да тренираме кошарка само заради МЗТ Скопје. Нема некој што не тренирал во аеродром кошарка заради клуба. Нели, Family аеродром, затоа сме и фамилија, затоа што сите меѓу нас се дружевме еднакво. Во периодот кога доаѓа до формирање на подгрупи, се сеќавам како што Љубиша кажа во 2009, тогаш бевме во бојкот.
подгрупите се појавуваат едноставно заради нашето собирање. Како се собиравме, така си остававме свој печат, али пак на крајот од денот пред одење на утакмица во сала или било каде да сме одишли на гостување, сме се собирале сите заедно. Значи не било тоа одвојување ВПХ, Young Team, Service Crew, постариве и така натаму. Сите сме доаѓале до една заедничка точка од сите мала и сме оделе на тие гостувања. Дали било тоа организирано со автобуси, дали било со наши приватни возила и така натаму. 2009 се појавува ВПХ, правиме наши дуксери, правиме наша застава, бајрак, маички, Графит, да. хард. Да, хард го правеше. Да, хард го правеше хард го графитот на ВПХ и тоа е еден од најдобрите графити што е направен во Еродам. Моментално од негова рака, искрено кажано. Почеток на 2009 година се роди идејата за ВПХ од една група на момци кои што долги години идевме заедно, гиневме за МЗТ, за Фемили. Целта на формирање на подгрупата беше официализирање на групата која што оди долги години заедно и како и секоја подгрупа се формира полесна организација во самата матична група Фемили. Бевме во бојкот 2009 година, па не можевме на трибина да излеземе, така да во почетоците почнавме со подготовка на реквизити, мајци, дуксери, застава, бајрак, графити, тагови низ цел аеродром, шкртање, едноставно се представиме. Првата утакмица со Амак дома 10-11 месец, мислам дека беше 2009 година. Тогаш излеговме официјално со застава и се представивме на навивачкиот свет како што сме. Од тогаш до денеска членови на ВПХ и ВПХ учествуваат, мислам, активно во сите случувања што се поврзани со МЗТ и Фемили во сала и надвор од сала. Како и секој младич од аеродром, се роди љубов кон МЗТ Скопје, па околу, 13-14 години, да кажеме. Там започнавме да одиме во така наречената лименка. Не ми текнува која прва утакмица беше, али ми текнува на првото гостување во Струмица, на мои 13-14 години. Там игравме против Струмица, една незаборавна утакмица за тие години, но непроценливо чувство. В тој момент може се роди желба према клубот да се бодри, вака како генерација. Бевме доста застапени во групава, уште од најмлади години. Па имаше и доста гостувања во парк уште од млади години, видовме што е право навијање. Во главно бевме екипа, генерација, мање више година, две разлика, околина на аеродром, зелените, плавите, тука, тој дел сме, во главно екипава. Ми текнува на едно гостување, кај што мајка ми не ми даваше да одам, имав 10 на години, 11-12, кај што не ми даваше да одам на гостување во парк МЗТ игра со Вардар. Не беше тоа нека битна утакмица, меѓутоа јас сакав на секоја утакмица да одам. Кај што ми ја заклучи вратата, не ми ги даваше да одам. Рипнав низ прозор и со трчање стигнав до Железничка. Ми беше планот да трчам до парк, до Кале да трчам до салата. Стигнав до Железничка кога некој од кола ми свирна, ме викна да дојдам со него и влегов во кола и отидов така на тоа гостување. Никогаш нема го заборавам како дете. Не сум сакал никогаш да пропуштам ниту една утакмица, дури кога бев основна школа, место на часови одев на тренинзите на МЗТ и ги следев нивните тренинзи. Иако тие не беа некои кој знае што тренинзи, меѓутоа во тоа време мене ми беа поинтересни тренинзите на МЗТ од школото. Кој екипа прв пат осетивме дека треба да излеземе со наше знаме на трибината околу 2010 година. Видовме дека бројноста ни е доста голема и дека имаме некој глас на трибината и решивме да создадеме една подгрупа Troublemakers. Тоа беше 2010 година, така нешто. Прва утакмица официјална на Troublemakers беше Лирија, 10.10.2010, на која се појавивме доста добра бројка. Па вака, ко подгрупа не се интересиравме у тој дел многу состаноци и такви работи, повеќе се интересиравме околу прљавите работи, ки ги речем. На состаноци вонглавно се збореше за хореографии, за песни, за организација на трибината и
ред други работи. Не бевме у тој дел многу вмешани, ќе кажам. Повеќе не интересираше прљавиот дел околу улицата, ќе кажам. Да кажем, ги вршевме прљавите работи на ФА. Екипа како екипа Troublemakers, ние не сме основани, значи, за датумот кога што е основана подгрупата, ние претходно сме функционирали, само не сме биле како подгрупа и не сме имале свое име. Ние функционираме на МЗТ уште од најмладите години, уште од раните, значи, оделенија, трето, четврто, пето, оделенија. Тука порано имаше, значи, друга символика животот, значи, се живееше за МЗТ, сега малце е посменето. Меѓутоа, порано се чекаше да дојде утакмицата, само да дојде викенд, да дојде среда кога играат МЗТ, сите го чекаат тој момент. Значи, ние како екипа сме основани, значи, во 2009 година. Тогашка само воđата ни го даде Панче, тогашка ни го даде името Troublemakers и да кажеме белјаджи. Нонстоп тоа не интересира белите и бевме екипа што во однос на другите се двоевме по однос на некои наши размислувања и визии. Значи, броевме повеќе членови, меѓутоа со текот на времето се смали тој број во однос на одбрана екипа, каде што одевме на сите надпревари за сите членови од подгрупата и ја носевме до негде кај трибината. Моите почетоци почна со Енковизија МСН и пеењето во автобус. На мој некој 10 години почнав да одам, 2004-та. Постарите ме зема тоаш. Брат ми идеше уствари со Стефан, Фичи. Тие почна да зимаат мене дарче како најмали. Тогаш бевме најмали по 10 години да не носат на трибина. Нема да забораваме Енко дека секогаш пееше за враќање од гостувањата. Джим кој ги даваше мотивационите говори на кошаркарите секогаш кодевме у сала. Тоа веќе 2009-та кога се појавија кој Young Team, така 2009-та Young Team, па и Troublemakers се појавија, сите си направија подруби, тоа беше најдобро уствари. После маршот врвот го достигнавме до 2014-та, мислам дека врвот како група бевме. Со дружби, со све, со пиење, гостувања, сегде. После се направи тензија. Во првобитната тензија Базле, Коста, Стефан, сите па после ме викна и мене како помал. Ја бев душа најмал, па после почна да доаѓаат деца, стана мода. Тензија да идеш да пиеш, идеш на утакмици. Ја како дел од Family својот пат го најдов во подгрупата Тензија. Таа екипа беше составена од членови кои живеа преку булеварот, значи од Карши, Бисери, Сансет до позади Веро, скоро до Ново Лисиче. Значи нас МЗТ ни беше живот. Пред утакмица секоја вечер обавезно се собиравме, не спиевме. Све сме делеле, сегде сме иделе сите. Значи нема тоа не можам, не сум, немам пари, не знам. Значи како да ти кажам, дружби, гостувања, значи Тензија се роди кај Саше Домов, една тензична атмосфера која увек била присутна на тие седенки, бидејќи дружбата траеше со денови. Тони ни беше шеф на организација. Ќе ни свртеш у петок и ало утре идеме на гостување, ти ќе даеш 500 денари за тој и тој, ја ќе земам за пиење, ти ќе ги организираш овие тројца, други 5 души ќе соверат пари. Значи вечерта ќе се собереме и ќе почнеше 3-дневно гостување. Но утакмица се рипаше нон-стоп. Значи во нашиот дел беше делириум. Се дешаваше да имаме скршеници на раце, на нозе, на изгубени ночари, зедени ночари. Значи страшна екипа, храбра екипа, али пред се другари, како што и бевме сите во Family. Герила, и тие не сме да се забораат. И тие бе страшни. Во нашата организација голем удел имаше интернетот, кој се тогаш го земаше се поголемиот замат. Тогаш се направи профил кој што се викаше Фамилија Аеродром, но кој што во момент кога имавме забрана за присуство на утакмиците, доколку ние се сликаме еден по еден, сите за секој нешто сектори досие. Во Револт, тогаш цел Аеродром, профилите на Facebook и направи се грчки букви. И одеднаш, бидејќи на тој профил имаше многу пријатели, почнаа луѓето да се чудат што се случило. На профилот се постира работи конкретно поврзани со групата, се постира мотивациони работи, се постира едукативни работи за навивање за навивачкиот свет, се постира информации каде сте на утакмица, каде сте доколку ќе чини одењето. И може да кажем дека тоа е еден од првите инфлуенсерски профили на нашите простори, за тоа што
со пишување на еден статус имаше во рок од 15 минути 300 луѓе да се соберат на одредена локација, значи тоа беше страшно нешто. Како работеше тој профил за тие време. Значи луѓе беха 2010 година, понатака как бидејќи на профилната слика имаше мене, луѓето најчесто мислеа дека јас сум тој профил, а тоа всушност беше профил на целата група. Често пати ми се случуваше некој да ме сретна, да те знам тебе, ти си тој со грчките, дека се објаснувам дека не сум јас, дека тоа е седмички профил, дека е само случајно збило тоа што има, но кај нас така било подобра изгледа тоа не добиваме. И кај да одете, еве во тој со грчките, еве во тој со грчките. Прв пат немците ме однеса по старите од мало негде во средина на 90-те години. Беше спонтано одењето, они се спремаа да одат, а ја тоа дете мало, сега ми вика тај го сакаш ти се нас да дојдеш. Дете како дете, све сака да види, све сака да чуе, тргам со нив, доаѓа ми одеднаш осеќам магија од цела енергија и од се што се случува во сала. После кога се заврши првата такмица, оние што прашуваше дали кога има пак, дека јас кога да ги видам мало, која ќе има утакмица. И се дека не подпораснав доволно да бидам основно школа, да можам со другарите што ми се мало да почнеме да одиме сами. Значи, сам почнав да одам МЗД некаде 99-2000 година. Во тие времиња, значи, Клименката се посетуваше редовно, од тие моменти веќе натака може да се каже дека ми стана и втор дом. Како почнав да одам МЗД, така клубот почна полека да тоне. Значи, од година во година доаѓаше се потешко и потешко за клубот. Спонзорите откажуваа, играчите си тие поискусните се заминуваат, секоја нова сезона политиката на управата беше дека до година одиме со неколку искусни играчи и повеќето младинци кои што им се даде шанса да се докажат на терен. Сега тоа диаметрално спротивно, значи во однос на конкуренцијата, тоа што се повеќе земаше замах, нашиот клуб се повеќе тонеша, тоа значеше многу откажувања, односно за нас тоа беше некоја дополнителен мотив да што повеќе вложиме енергија да му помогнеме на клубот во тие тешки моменти. Од постарите добивме зелено светло, ние да водиме групата, од нив добивме максимална поддршка. Донесовме одлука да се само финансираме, што беше реткост у тие времења, односно сами си правевме реквизитите ги нарачувавме од секаде можно, па ги препродававме со тие пари, финансиравме гостовања, финансиравме застави. Одлучивме да бидеме присутни на секој натпревар дома гости и низ годините, иако постоеше забрана за гостински навивачи, ние бевме присутни на сите домашни и сите гостински надпревари. Водењето на групата не беше лесно, ама се посветивме максимално. Ги откривме талентираните момци, реално група за да функционираш треба време, ама за да функционираш како што треба, мора да ги најдеш и талентите, кој ќе прави песни, кој ќе прави застави, кој ќе црта графити, кој ќе носи застави, кој ќе биде удел организација, кој ќе биде у финансирањето. Ме сваќате, за да бидеме максимално транспарентни и максимално успешни што и бевме. Го откривме Бојчо ни правеше песни, Тацко, Марче, Бучук, па ја некој дел, знаев да лепам, Панче. Пред мене имаше две генерации кои што се беа ангажирани во организација на групата, со тоа што втората генерација, фактички, кои што се 5 до 6 години постари од мене, беа повеќе ангажирани до периодот на пред почетокот на војката. Тој што прв пат во постоењето на групата се случи 2008 година. Некој така наречен транзицијски период, од премена од една на нова генерација, промена од една до друга управа, при што сите одговорности тогаш падна на нас помладите, да речеме, во групата, се напатевме и кажавме дека
сега е доволно нашето време и време е да покажеме што сме научиле во изминатите години кои што сме деле немзето. Почетоците беа, значи, од оно што наследевме само името и одредени песни. На нас беше оставено да имавме слободен простор да изградиме некој бренд кој што ќе понатаму ќе прерасне во еден од попознатите дури во балкански рамки. Утакмица се чекаше да се продадат карти за да може да се платат делегати, суди и тие трошкови што се регуларни за утакмица за да може да се одржи. За сметка на тоа, значи ние се трудиме максимално колку што можеме со преку собирање донации и разни акции да предонесуваме на некој начин трибината почне да изгледа поубаво и да можеме да создаваме, да ја канализираме на некој начин енергијата што ја поседи во аеродром за да се создаде нека добра приказна. Периодот на одење на МЗТ може да се подели на два дела. Првиот е пред бојкот и вториот пост бојкот период. За првиот период би нагласил дека во тој период организацијата на нашата група не беше на некој многу високо завидно ниво. Се одеше во сала, меѓутоа навивањето беа само во утакмиците кога тој што се декларира како дерби, односно тој што имаше тесна резултатска неизвестност. Истекнувавме се навивање само кога имаше потреба во некој утакмица со работнички, со Пелестор или со комшиите Вардар. Со останатите кои што беа аутсайдери, кои што МЗТ тепаше по 50 разлика, единствено што правевме беше на почеток на утакмица да ги поздравиме играчите, да скандираме МЗТ Скопје, исто на крај на утакмица да го исто тоа направиме, да им честитаме на победа на играчите. Многу други луѓе помагаа во правење на застави, барјаци, кореографии, како и навијачки реквизити. Со тек на време станавме посебни, заставите ги цртавме сами. Значи дознавме кај се искупуваат акрилни бои, дознавме на какви застави се цртаат. Правевме кореографии 50 на 20 со Борис Трајковски победа кореографијата. Правевме 24 сата. Значи спиевме у сала 24/7, ако заборавам некоја парола, ја пошто секојаш останав последен, би текнал на парола заборев, бој си ни извади, ја не знам. Некоја парола имавме ние како контрареплика, ја не може да стигнам да ја направам. Сео ќе му биеше. Јако беше. Маркетингот група беше кренат низ годините на ниво на најголемите групи на Балканот. Имавме контакти сегде, привезоци правевме пример у Маđари, шалови у Србија, па ги носевме со возови, ги шверцавме. 10 пати поевтино од Скопје, поквалитетни 1000 пати. Значи шиевме у Штип, везови правевме у Карпош, најлони у Лисиче, финансиравме кореографии, баклјади, гостовања, помош за наши членови кои им беше најпотребно, така да функциониравме на едно завидно ниво као права фирма што се грижи за своите вработени. Тогаш кога ведовме со плаќање на карти, претходно не постоеше тоа во клубот, плаќање на карти. Уведовме плаќање на карти по 50 денара символично за да може да го спасиме клубот. Со сите сили се обидовме да го спасиме и не успеа тоа. МЗТ генерално и највањето во аеродром го делам пред 2009 и после 2009, значи пред маршот и после маршот. До маршот, ја кога сум посетувал утакмици, сум идел на трибина, но тоа било само со работнички, немало организирани утакмици, мислам, имало на некои поедини, ама тоа било на прсти се бројат. Тоа што се случува пред 2009 се темелите за тоа што ќе се случува понатака во идниот период. Беше дерби, салата крцаше до последно место, буквално луѓе висеа по огради, по сегде кај што можеше да се влезе. И тој период организацијата ни беше на пункто ниво, така што по целата држава. Па така во тој период повеќе можеше да се забележат нередни инциденти по утакмиците. Полицијата не беше организирана тоа специјалци не одеа по утакмиците, да само нешто полиција, клубовите за да немаат никаков притисок од полиција, најчесто било каква утакмица ја прејавуваат како утакмица од луѓе, примите да очекуваат бројност на публика околу 50 луѓе, тоа значи се да превод да има на утакмица од 1 до 3 полицајци. Како одминуваше времето и се повеќе се случуваат тие циркуси, луѓе повеќе доаѓа на МЗТ да паќаат сеир, да
го гледат навивањето, толку да гледат кошарка, затоа што кошарката се повеќе и повеќе. Тој наши квалитетните играчи речима за минато странство, остана некој така полуаматери кои што играат за некои смешни пари, за пакети, за нешто така, буквално рекреативци, тој и професионалци. И тоа придонесе да не се обрнуваат многу внимание на играта и на тие работи, туку повеќе да луѓето се посветат на дружбата и на случките на самата трибина. Би кажал дека играчите што настапуваат за клубот МЗТ би ги споредувал за наши херои, бидејќи тоа беше многу тешко време, а тие секогаш даваа некоја своја надеж за нивно подобро. Би ги напоменал, не знам, Талевски Ѓорги, Петровски Јане, кој има други, Кромиче, Димче Гаштарски, Фичо Ѓоревски и ред други што секогаш па ги кажам барале некоја светла точка за подобро иднина, меѓутоа ете стигнавме до таа кобна 2009 кај што требаше да правиме марш за да го спасиме клубот. Се почна од маршот 2009 кога клубот веќе беше пред згаснување и ние потегнавме иницијатива да го спасиме клубот со протестен марш на аеродромот. На тој марш дојдоа и некои луѓе што не биле немзете со години од времето на Реал Мадрид и славните денови немзете. Имаше фаци кои од тогаш нема отида на немзете, меѓутоа дојдоа на маршот и тоа помогна за спас на клубот. Тогаш Ацо Петровиќ многу помогна во клубот и значи има некои ликови во клубот што денеска не се цената, направиле многу за клубот, а се вреднуваат многу други ликови што нема толку направено за клубот. Ацо Петровиќ, например, од својот джеп издвојуваше пари за да може да го спаси клубот и да направи да може повторно да функционира. Значи, како најсветла дата за аеродром, мислам дека ќе остане 3 септември 2009, затоа што на таа дата уствари клубот продолжи да живее и му се деси ренесанс. До ден денес е на зграда во аеродром напишана датата. Така да се знае. Од маршот кога се дешава за спасот на клубот, па секој нареден ден мислам дека групата се станува се поорганизирана и хиерархијата во неа исто така. Со тоа што секој си го знае своето место на трибина и во организација. За маршот би спомнал дека веќе во вестници имаше напишано, мислам дека веќе МЗТ Скопје е згаснат, но молевме ние за некои 2-3 дена рок да ни дадат плюс, мислам, за да може да се пролонгира тоа. И тогаш мислам дека баш тој момент беше онака као пресвртница за да може да се организираме и ние и сите во општината, да се собереме и да се направи да се организира тој марш. Мислам тогаш почна и по социјални мрежи прв пат. Маршот сите тешко го прифативме дека клубот може да ни згасне. Секој ден навачу искрено го сакаше МЗТ, тешко го прифати и се боревме на секој начин кој како може да помогне да се сети на некој идеја да како може да го спасиме МЗТ. Така дојавме до идејата за маршот. Немавме многу време, мислам, да го организираме, не сеќавам точно колку. Знам дека имаше многу трчање. Идевме во полиција да го пријавиме, идевме во вестници, носевме соопштенија. Идевме во телевизија исто така носевме соопштенија. По фејсбуци стававме, пишувавме. Што ви докажал, дента на маршот, за маршот беше хаотични организации, све пред Бисер од паркче тренавме. Кога стигнавме таму, веќе имаше собрано маса народ. Најувањето беше одлично. Кортеото после не фати темници, имаше пиротехника. Имаше страшно навивање, бројката беше одлична. Кортеото заврши пред Јане Сандански, таму насилно, мислам, ја обивме вратата и влеговме внатре. И навивањето не знам уште колку време траеше, ама долго беше. Че тоа беше дефинитивно Фемили аеродром е заслужено за тоа што го имаме МЗТ денеска. Се појавуваме на маршот. Маршот изгледаше така како што изгледаше. Пак ќе напоменам, немаше социјални медиуми, немаше телефони. Бевме сите ние бевме као месенџери. Дававме, баравме луѓе да дојдат да се појават, да донираат за клубот, да го спасиме. Да не биде тоа да излезе, нели, да не се излезе од прва лига и така натаму да пропадне МЗТ Скопје. У аеродром не требаше мобилизација, аеродром беше мобилизација. Аеродром си беше мобилизација. Сами себе си се мобилизиравме и тоа се знаеше. Јас се сеќавам, имаше интересни моменти, нема потреба никој да ти каже кога има утакмица, ќе се појави некој графит напишан четврток 22 има утакмица, сите се појавуваат пред сала.
Значи цел аеродром навиваше земјата. И кога беше маршот, не беше само навивачката група Фемили аеродром. Се појави цел аеродром, буквално од најмлади до најстари дојда за да го спасат клубот, затоа што сите го сакаат, сите сакаат да одат на утакмица. Марш каде што дојда, значи не само ние како навијачи и симпатизери на МЗТ Скопје, буквално секој што нешто му значил на мислам секој што да, секој што некогаш бил слушнал за клубот, да. Знам дека после утре дента после маршот имаше во вестник дајте му шанса на МЗТ и тоа беше пресвртницата. Значи за маршот да дента се собираме во позади Бисер во кафана седнувам XXL. Од таму трга све, се чекаме Карши Бисер, прв центар, се маршира низ улици на аеродром до Железничка и назад. Паролата вреди да се напомене за тој Да. марш, дур постоиме ние, ќе постоиш и ти. Така да тоа беше еден главен фактор за поддршка на клубот и да ја покажеме љубовта према МЗТ Скопје као навивачи и мислам дека во тие моменти бевме ние од, како да кажам, навијачи што искажуваат најголемата љубов према клубот. Од секогаш сме биле, али тоа беше еден повод за да се докаже овој момент. До тогаш нешто невидено беше тоа. Маршот беше 2009 септември. Убаво се сеќавам во трговскиот центар Бисер. Се собра скоро цел аеродром, направивме поврка огромна за спас, за помош на МЗТ Скопје и успеавме. После тоа се друга историја. Дојде и првата титула во 2012 и до ден денеска сме неприкосновени во макошарката. Па, во тој период, во 2000 година, па до 2009 година, не е толку константно и често се иде на утакмици, не е така организирано да идеме позади застава, да изгледа се тоа убаво, да биде со хореографи, пиротехника и секако вид на навијачки реквизити, се до таа кобна, меѓутоа и многу слабна 2009 година, каде што ние организираме марш за спас на клубот, каде што единствена цел ни беше да покажеме дека аеродром живее. Не ние како Young Team, него сите заедно како Фемили. Фемили. Што Фемили сакаше да покаже дека МЗТ стварно аеродром стварно го значи. Битен е тој период, битни се тие денови кога се организираше маршот, затоа што за 2-3 дена се изорганизира све од поддршка на јавни личности, на цели здруженија, фамилии, значи на секој што му значил МЗТ, секој даде поддршка од тој период. Тука не би го спомнал во претходната епизода се појава Симон Трпчевски, излезе со писмо јавно се обрати до медиумите за да побара да се најде начин да му се помогне на МЗТ Скопје. Да продолжи да функционира. Кога дојде моментот нашата генерација више да пораснеме и да ги превземеме работите у наши раце, и тука доаѓа момент кога се вели дека МЗТ ќе згасне. И одеднаш тоа беше шок голем и сега ние како наше време доаѓа, наши моменти, ние сме у годините и сега МЗТ да згасне едноставно не можеше тоа да се дозволи. Рековме МЗТ нема да згасне по ниједна цена, па што сака нека биде. Маршот испадна од спонтан муавет, од неколку луѓе што не фрлија, дајбе марш да излеземе, дај нешто да направиме, тоа се организираше у ден-два. Земавме спрееви, шкртавме низ аеродром, се резервувавме по луѓе и излезе доста солидна бројка и тој марш даде многу позитивен ефект. После маршот знаеме дека дојдоа промени во МЗТ. МЗТ успеа да плати котизација, остана во прва лига и тука почнува и Фемили да оди нагорна линија. Ние ги земавме работите во наши раце и тука имаше голема група на луѓе, претежно млади луѓе, со поддршка од одредени постари луѓе и се вложи многу голем труд, многу голема енергија, многу голема љубов, се работеше чисто од срце и резултати мораше да има. Како почна сезоната? Првата сезона бевме на тимски резултат бевме послаби, игравме плейаут, а на навивачки бевме у врвот. Почна едноставно се смени целиот стил, целиот начин на организацијата. Имаше луѓе што беа спремни 24/7, не беа спремни туку 24/7, беа посветени на тоа. Имаше голема група на луѓе, се вложуваше стварно многу голем труд, по цели денови муабетите беа тие. Цело време што да се направи, како, кој графит, која организација, кој песни, кој застави, и на толку многу
вложување на толку многу луѓе со толку многу муабети, мораше да исполне добро, не можеше да не исполне добро. И напредокот беше виден. И како се набрадувавме ние, така полека и клубот застануваше на нозе, доаѓа спонзори, доаѓа пари, доаѓа играчи и тука више за сезона 2 се зема и титулата, што беше неизбежно. На таа атмосфера, на таа енергија, немаше шанси да не бидеме шампиони. И после тоа, последователно се фати редот и идеше. 2010 година МЗТ игра плейаут, последна такмица со плеймејер, а во Сава се спрема фешта како да е простава титула. МЗТ останува во лига, Славијата беше на невидено ниво, тогаш хореографија, навивање безпрекорно и Славија цела вечер до Сабајле. Многу беа тешки тие моменти и ние мораше нешто да преземеме. Имаше луѓе кои беа доста скептични и ни кажуваа дека клубот ќе умре. Реално тоаш немавме ништо. Многу бевме млади, не разбиравме ништо во поглед на инвестирањето, во поглед на управувањето со клубот, во поглед на менеджирањето, немавме никакви контакти и ние едноставно решивме да преземеме нешто да го спасиме клубот. Тоа у нас разбуди нешто што ќе пробам да го опишам. Имавме две опции, да регистрираме нов клуб и да почнеме од почеток, или да одим од трета лига, или да го спасиме тој наш пропаднат МЗТ. Одлучивме да дадеме се од себе да го спасиме. Организиравме состанок каде што договоривме марш за спас на МЗТ. Маршот реално не спасуваше ништо, туку спасува активностите надвор од маршот. Прва работа што се договоривме беше што отидовме ја, Геле, Љубо, Шпане, Цео, Гоци и други, сега не ми текнува точно кој бевме одамна беше. Во федерација отидовме да видиме што се случува, до кај работата, какви им се плановите, што треба, какви треба мерки да се преземат за да се спаси, пошто реално не знаевме ништо никако. Они па тргнуваа на европско првенство утре дента, тоа завршивме мислам 4-то место. Може да замислите што се случуваше тоаш во федерација. Морам да ги пофалам Лекичи Димески што ставија се на страна и не примија у тие моменти и дадоа ветување дека иако рокот за пријавување е завршен, дека ние ако ќе бидат на наша страна доколку отвориме фирма, регистрираме клуб, дел останати активности што требаше да ги направиме, дека МЗТ ќе живее. Многу бевме млади, немавме познање со големи компании, ретки беа тие што сакаат да инвестираат во МЗТ. Не би коментирал на околу тоа што кој све не се нафати. Само би се поклонил и вечно би им се заблагодарил на Ацо Петрович, на Анте Дуковски во почетокот, како и на членови на бившото раководство на МЗТ кои регистрираа таа фирма. Едно најголеме фала до аеродромските дечки што тренираат цел живот, што го дадоа срцето МЗТ, денес и членови на извршниот одбор на МЗТ, Фичо, Гаго, Мите, Љупа и сите остали златни момци што потпишаа да играат за МЗТ без пари. И денес ми е во глава сликата и моментот каква моќ разбудивме во тој период. Две реченици ќе кажам од тој период. Аеродром на нозе и жив МЗТ. Ќе ми текне дека една парола ја правевме, па може едно саат и пол. Трчи до Битпазар да купиш платно, па какво платно си купил, па јави се, па земи спреј, па кој ќе напише, пола од нас немавме појма. Па викни го Владе, викни го Харт, реално тоа беа деца, па пишува паролата, па многу беше интересно. Љубо имаше само тоа школа, млади бевме релативно сити, тоа еден стокец имаше. Нели моравме да носиме да го направиме, прво лепевме сегде постери, идевме по врати, викам да го извадиме цел аеродром на нозе, устори да свати аеродром дека како го нема МЗТ, сите тие работи што сме се бореле цел живот ќе пропаднат. Идеме со Љубо по телевизија со 100 кецот, таму кај не остаи колата кај еден, а треба да однесеме, нели да се најави. Не остава 100 кецот, што ќе правиме? Уџбина собираме пари и носевме сегде со такси, ние вечерта чекаме сите на вести дали ќе објават. Ако не објават и ми идеме утре, знае. Многу беше јако. Маршот се заврши, МЗТ се спаси, реално сега требаше да се преде на функционирање на групата. Клубот како клуб ќе функционира, гледавме да помогнеме од наша страна, затоа и на првиот состанок договоривме да се плаќаат карти, така најлесно ќе му помогневме на МЗТ. Реално ние тоаш имавме бројка од 300-400 луѓе, плаќавме по 100 денари карта. Имаш утакмици секоја недела по една, по две. Реално тоа беше доста добар почеток за функционирање на клуб во тоа време. Секако после си дојдоа и спонзори, си дојде и општина и остали. Во сезоната
финансирање на групата, значи се што правевме, се што организиравме беше платено од наша страна. Значи тогаш дури да сакавме некако да бараме клубот или од некој од спонзорите кои што во тој момент даваат спонзорство на клубот, беше едноставно невозможно од причина што парите беа премногу мали, што дури играчите играа за про боно на некој начин, не земаат плата, играа само под љубов кон тој клубот и беше ставено така на слободна волја на неколку ентузијасти, односно кошаркарски работници, како Петрович и Анте Дуковски, кои што во тие моменти се напатија да го превземат клубот. Донесоа некои играчи со кои што имаат добра релација на приватна база и се создали нека екипа која што сезоната ја изигра и успеа да обезбеди опстанок. Продолжува МЗ да функционира и тука се случува пресврто, да кажам, во највачката група. Со тек на време, мислам, тоа природно си даја само по себе, тогаш да кажам, наша помлада генерација и дечки помлади од нас и постари тука негде да преземат групата и групата да почне да функционира до тогаш на некое, да кажам, малце поорганизирано ниво, не да кажам, него слободно може да се каже дека тогаш почнуваме да функционираме организирано онака право навијачки. Сите пари што се собира и да се плаќа суди, организација на утакмици, значи сами бевме свесни дека мора да помагаме, се помагаше. И тука со тек на време се доаѓа се појавуваат поединци кои што секој од нив презима по некој дел во организирање на групата, значи кореографи, песни, изглед на трибина, смислување на пароли и слични. Хиерархија некоја, да. Да, се поставува некоја хиерархија каде што се презема групата и тука почнува да функционира на едно повисоко ниво, се пратат гостувања, почнува со значи сегде идеме на гостувања, сегде си иде на наш трошок, функционираме од наши пари. После нели со тек на време знаеме дека имавме многу добар маркетинг и тука се помагаме, тие средства влегуваат кај нас. Со тек на време, значи, ние доаѓаме до степен да можеме да си го платиме секое гостување сами и дури во најакиот период имавме и наш адвокат, каде што не застапуваше, нели, после дојде до некои репресии, дојдовме до тоа ниво да можеме и сами да си подмируваме и такви трошоци, значи скроз независни сме били и сме имале добар буџет и сме функционирале во некои моменти дури по-добро и по-професионални од самиот клуб. Графитито аеродром имаат интересна, како да кажам, еволуција. Може да се сетам као денес да беше кога се направи, да го нарачам, тој прв графит, да не е онака надпис. Некој као само, знаеш, Family 97 обична шкартаница, тоа као графит. Тоа е графит, не дека беше нешто. Баш оној графит, го правев јас со Ицо, двајцата. Тоа беше период, дали беше Нова година, втора вечер од Нова година. Знам дека беше минусна температура и беше нешто на прослава, сите славија. Ние тогаш речевме, ќе го правиме графитот на Пулевски. Земавме спреј во 2-3 бои, какво ќе пишал фамилија аеродром, доле ќе биде човечето, ќе биде зградите. Ајде. И немавме скала, немавме ништо, зидот пред тоа не го окречивме. Све врз се качувавме на палета. Ицо ми ја држеше палетата, јас се качував, шкртав и напишавме фамилија, штитот, аеродром. Доле напцатавме као згради, викам ќе ги ставиме сите згради во аеродром, ќе ги ставиме зелените, кафеавите, плавите. И човечето го направивме 200 кила. Тоа е тоа, толку ми беа уметнички способности, али битно се направи прв графит, што, како да речем, тој графит повлече, стварно повлече. Тој графит повлече, тоа беше тоа, графит, сликите се прават таму пред графитот. Преска што зборев за новото знаме кога го направивме Young Team, пред графитот. И после тоа, кога не стигна арт тимот кога се проби, тоа више, тоа е скроз друга еволуција. Цртањето графити се однесе на сасвим друго ниво и се офарба цел аеродром у плаво-бело, буквално се разубави, да речем. На многу места тие кај што стојат денешни графити имаше обични чкартаници, беше тие зидови беа уништени, ние дури тие некои зидови сме ги средувале, сме ги гледувале, сме ги кречеле и сме направиле да изгледаат убаво. Значи, секој еден мозаик е составен од мали делчиња.
секој мало делче треба нешто да прави за да се добие нели голема слика. Па така имавме поделено луѓе кои што беа повеќе талентирани за уметност, луѓе кои што беа повеќе талентирани за песни, луѓе кои што беа ангажирани на постојност, кои што имаа жел да бидат на гостински утакмици. Едноставно се направи некој спој од целата таа енергија и се создаде се направи еден голем дух. Во тие времења можам да кажам дека на гостување дојде Гелија одеше за 150 денари, до Охрид одеше исто за 150 денари, до Кавадарци за 100 денари. Луѓето едноставно се чувствува како дел од нешто и едноставно веруваа дека тоа што го правиме исправно. Гостувањата беа приказна за себе, затоа што после себе гостување луѓето што не возеа едноставно кажуваа да го заборавиме нивниот проект. Па така многу често ми се случуваше да плаќаме повисока цена на автобус, од причина што за да оттачат ќе ни кажаа некоја ненормална цена, ние зашто немавме идеја, моравме таа да ја прифатиме. И на тој начин повторно избегувавме на крај да сепак се појавиме на такмите. Реквизитите на се правеа мајки, шалови, буксери, исто така секогаш се правеа на радисно место, од причина што најчесто конфективите не можеа да испорачаат она што е замислено на нашиот архив. Но кога ќе се најдеше нешто, шалови, например, од Србија се одеше 10-15 души ќе отидеа во Србија, на границата се представуваат како навивачи, затоа ги се шаловите. И никој не правеше проблем со чертелицот, се се нормална работа, се враќаат дома, шаловите ките се делат на луѓето кои се плателе за да имаат шал. До тој степен сме организирани и пазиме на детали, значи не препевуваме мелодии, не идеме на други мелодии, него користиме свои мелодии, пазиме знамиња да немаат никаква сличност, значи се пази на оригиналност и се иде во најситни детали и функционираме, значи слободно можам да кажам дека на највисоко ниво во историја на тифо движење во државава. Ја би се надофрлил на тој период каде што ние веќе свесно ги исфрламе познатите церади застави и почињаме со наша арт екипа каде што секоја застава е рачно направена и има свој изглед и значење. Во тој период исто пробувавме да смениме песните што ги пеевме на трибина. Драстично направивме промена, дека порано тоа беше тоа, пример мелодиите што се пеат во навивачкиот свет се, да речеме, емисти во цел свет, текстот се менува, тие се вртат. Порано и немало друг начин за нови песни, ретко имало некои креативни дечки што од време на време ќе смислат некоја песна, али претежно беше тоа. И ние се трудевме да пееме песни на ритам и мелодија што не се пее во навивачкиот свет, на наши. Имавме и извадивме доста нови, доста добри песни. Имавме текстописец на песните, да го поздравам. Секоја му чест. Он е креатор на 95% од песните, мислам на текстовите од песните. Значи, многу битно после маршот е што се случува некоја си ренесанса. Според мене најглавно е 3 поенти. Трибината почнува да заличува на нешто, односно тој маркетинг вродува со плод. Претежно се користат плаво-бели, да речеме, блузони, мајци и сиви и црни. Значи, претежно се користат боите на клубот. Се почнуваат посериозно да се создаваат и мајци, и блузони, и други обележја. Прекинуваме да ги користиме, пример, на други странски дресови, други странски амблеми, кој што до тогаш, поготово 90-тите, било пример. Втора друга работа е што можеби 2 или 3 сезони поред, а за пароли можеби повеќе, ние постојано секоја утакмица вадиме некоја парола и тоа ударна парола, која многу битно значење не само за нас, не се величиме само себе си, туку изборуваме на моменти, знаеме да ги испоштуваме и да речеме војниците од 2001, знаеме да испоштуваме и други работи. Едноставно во некои моменти ние сме лидери на таа некоја си македонштина. Трета работа, што исто многу битна за мене, не се чека на никој, не се чека поготово на клубот да ни даде некој ЈСП автобуси, е тоа што
започнуваме, имаме тенденција да одиме на секое гостување. Нема едноставно, нема оправдание да не се оди на гостување и тој што не оди го нарекуваме ќопка. Брат! Во тој период не се смени нас и стилот на навивање. Порано беше така по-англиски стил на навивање. Одиме песна, некад ќе грне, некад не, на кош, свирежи, едно друго. А после почнаме повеќе да форсираме песна, тапани, течна песна, да ечи песна, некош губи МЗТ, води МЗТ, ние идеме јако појако, губи песна, вика ние идеме уште појако. Песна не застанува без оглед на се. Почнавме да смислуваме нов изглед на трибина, нови продукти. Више почнавме да искоренуваме некои стари навики што беа останати тука општо во Мактифун движењето кај што луѓе доаѓаа со секакви дресови, шалови од странски клубови, од секаде со разни бои. Почна да се форсира нашите бои, плаво-белата боја, евентуално некоја црна, сива, неутрална боја. Почнавме да произведуваме голем број на мајци, голем број на дуксери, шалови. Општо навивачки реквизити, знамињата ни се сменија, почнавме сами да си ги цртаме знамињата. Имавме многу добра арт тим екипа, што дечките беа стварно број еден за таа работа. Се сеќавам уште кога почнавше првата застава како се чекај, како ќе цртаме, па они дојдоа сите со информации, па лепевме ленти едно друго, имавме дечки што стварно си ја знае. Они ќе наредеа цела работа, ќе ги залепеа, ќе штиклираа ги и ќе надојдовме неколку само души. Попунувај тука, бој тука и финалниот продукт секогаш беше фантастичен. Во тие моменти, тогаш во старата сала, нашата лименка ни беше тоа како втор дом. По цели денови бевме у сала, ние ги гледавме и тренинзите на МЗТ. Поише беше ние таму се собиравме, таму седевме, состаноци имаше на 2 дена. Не е тоа нека состанок, некој кој знае каков официјален состанок, поише беше за дружбата. Седевме пред утакмица, кореографии, таму се правеа. Имавме таму вежбална, таму вежба по големиот група. Битно, најбитно од се беше дека целата таа екипа, целата таа група, повеќето денот ние го поминувавме заедно у дружба и цело време темата беше дали МЗТ или Фемили и све околу навивачката група како да се развива, како да напредува. Имаше денови кај што буквално до сабајле се седело у сала. До цела вечер се правеле кореографии. Тука седевме сите. Тогаш многу пати тогашниот директор видое, че му беше страв да не остави сам и он со нас да сабајле седеше у сала. Беше многу добра релација општо со клубот се тераше негова работа, ние се теравме наша работа, никој не се мешаше, нити ние кажувавме у клубот, нити они ни кажуваа нас. Ние бевме, како да речем, само финансирани, тогаш направивме таква навика за секој човек да си знае. Ако сака шал, мајца, дуксер, ќе си плати, ќе си купи. Ако сака да дојде на гостување, ќе си плати. И сега имавме секогаш разбирање, имавме заедничка, пример, некогаш некој нема пари за гостување, ама ќе даеме другите за него. Ќе дојде ова, ќе се даде од ваму, ќе се покрие од некој фонд. Све имаше разбирање, имаше осет. Битно беше дека навиката се створи. Луѓето си знае, доаѓа гостување, ќе си заштети пари унапред. Доаѓа нова мајца, ќе искачам мајца за месец дена, да, сакам да имам, ќе се земам. Немаше се отфрлија тие некои лоши навики, кај што ако има мајци, ако некој спонзорира, ако некој ги штампа, па да ги поделиме без пари, на картите се плаќа. Од тие карти таа сезона МЗТ пред да има спонзори, тие му беа меѓу основни средства у буџет кои игравме плејаут. Од нашите карти, тогаш имаше луѓе купуваа по 2, по 3 карти и ги кинеа само за да има поише пари за МЗТ да може да протера сезоната. Да може да плати суди до основни трошкови што се потребни за некоја утакмица. И после тоа како МЗТ застана по на нозе, ние картите продолживме да ги плаќаме, али имаше голем дел од тие што средства доаѓаа кај нас. Дел, зборам, не од целокупна сала, тоа дел кај што ние ги земавме и со тие средства обстануваше групата. Како и да е, муабетот ми е дека ние не зависевме буквално од никој и затоа функционираше све добро. Што сакавме, можевме сами да постигнеме, можевме сами да си платиме, сами да организираме. Навиката се створи и тоа е тоа. Па нормално го државме имиџот и честа на групата пред се. Секад се појавувавме во добро светло на трибината. Со тоа имавме и наш глас на трибината, нормално. Коакции има доста. На Камени мост ќе издвојам. Тоа беше негде 2009 година. Доста добро искуство за нас околу тој дел. На тие млади години да осетиш една акција која
е незаборавно, до ден денес ја памтиме, до ден денес ја збориме кога ќе се собереме вака како екипа. Прилично добро се покажавме у таа прилично млада екипа, бевме во таа белја, ќе кажам, со на Камени мост. Добро излезе све, за разлика вака во бројката кога ќе споредиш меѓу нив и нас, ФА победи. Па имаше инциденти многу, имаше, ама добра организација се мобилизиравме брзо, се организиравме брзо. Еве ќе извојам на Камени мост. Тоа беше на голема победа, многу на малци извојувавме победа. Победа за цело Скопје беше тоа. Во тоа време направивме бум. Имаше многу други, имаше и во Кавадарци интересните шавки, ама Солирија еве ќе извојам како најдобра, најинтересна. Отидовме 69 луѓе се изброивме, од аеродром тргнавме, отидовме во Малата Кале, Солирија. Влеговме, притиснат полиција тука одма, ама празна сала. За 5 минути се наполни, колку што можеш и појде што можеше. Почна летат предмети што у сала се осеќаше, тензично беше. Заврши такмицата, тргнавме да си одиме. Видовме од друга страна Вардар огромна група, трча со предмети во раце. Се споивме на Камени мост. Бидна што бидна. Голема победа, голема, многу на малце. Полицијата гледаше, што беше у наша корист тоа. Не беше добро за дечките од друга страна Вардар. Голема победа. Еден момент нема да забравиме никогаш на Скопското Кале, прво коло со плеймейкер, требаше со плеймейкер да играме, меѓутоа плеймейкер се откажа екипата и влезе Шкупи, или тогаш Халирија, не знам како точно се викаше, на Калето, каде што во тој момент на враќање, ние бевме на одење, бевме спремни за напад да имаме тогаш кај шверцери, меѓутоа они не се дефинира како шверцери, се дефинира како друга група која нема име. Отидовме на таа утакмица, одбрана екипа, 69 души, баш се пребројавме колку луѓе бевме, 69 души. Отидовме на одење, немаше ништо. Никој не во сала, внатре се случи што се случи, на излегување, кога тргнавме на кај дома МЗТ победи. Они тргнаа од другата страна на мостот. Ние бевме со двајца, плавци, да не кажам гуштери, со двајца плавци, кај што не можат ништо да спречат, и на камениот мост имаше судир, каде што стигнавме до крајот на камениот мост и веќе немаше кај да се оди. Мислам дека ќе поминавме низ чаршијата, 69 души, меѓутоа одбрана екипа со срце, каде што покажавме еден друг лист во однос на групата и во однос на најавањето во Македонија и во однос на храброста која ние покажавме, на луѓето. По обезбедувањето опстално во сезоната 2009-2010, дојде сезоната кога почна да се гради повеќе спортскиот дел на клубот, па така општината почна да инвестира повеќе пари, тоа доведе до поквалитетни играчи денеш. Тоа се почувствува и во аеродром, почна да растат амбициите, да се повторно да се појавува таа желба за очекуваната титула. И тоа беше можеби една од појаките сезони, затоа што се уште ние како група бевме тазево, имате поставено основите на нашата организација и тогаш изработевме сите можни гостувања, сите можни домашни утакмици кои што беа дозволени. Па така, од најпрво, прво коло игравме со Лирија до последната утакмица плей-оф, која што ние стрехме да загубивме во лименката од Рапидични, бевме 3-2. Од 2010-2011 МЗТ е скроз различен тим, се влага општината официјално во клубот, тоа се знаеше дека ќе влезе кога тогаш, меѓутоа со крајот на 2009-2010 градоначалникот и општината влагаат во клубот. МЗТ заличува тим, се прави еден аеродромски тим, од кои главните играчи, генерално 7 или 8 играчи беа од аеродром. Секој наредно дерби, се повеќе и повеќе навивањето станува се по-еуфорично, не може ни во градски парк, не може ни да не собере ни во Јане Сандански. Така на социјалните мрежи се прави бука да почнеме да играме во Борис Трајковски, која има капацитет минимум 6 до 8 илјади.
4 ноември 2010 е првото дерби во Борис Трајковски, до тогаш, значи стварно тој период више дербито дое на едно ниво да не може да ги издржи овие две сали, Јане Седнански и Градски парк. 4 ноември 2010 се игра тоа прво дерби познато во Борис Трајковски, каде што ние правиме кореографија, ја работиме во нашата мала сала до 5 сабале и требаше да изгледа мислам, парола имаше доле победа за плаво-белата страна на градот, меѓутоа доаѓа до големи инциденти, постојат тие клипови денеска на YouTube, може да се види све. Доаѓа до големи инциденти со ЕБР, каде што едниот дел од паролата нас ни ја кинат и останува само победа, изваден е само тој дел, извадена и кореографијата, значи тоа е ја мислам дека тоа е најсодржано дерби во историјата на навивањето на нашата држава, за да не ме сватат другиве групи, а другите групи се уште две групи од државава што реално вредат. Стварно тоа дерби е од инциденти, од навивање, градот беше поделен на два дела и тоа е тоа нема да мислам тешко дека ќе се повтори понатака, иако сега они се собираат, знаеме како и дава пари меѓу нив, делеа за некои екипи да дојдат да се појават на трибина поради некој нивни страв. Меѓутоа не може да се каже дека нема респектабилна бројка и екипа и они на трибина. Ја би напоменал дека и покривното знаме победа е најголемото знаме извадено во историјата на Family Aero. Така повисоки точки таа сезона би извел гостувањето во Туманово во Петополо, што беше значи прво наше гостување во Туманово после големите инциденти кои што беа во Луменката 10 години пред тоа. Значи, вклучивме млада екипа, 2 автобуса. Прв пат така ни се имаше случено 5000 луѓе да не пречекаат цела сала, цел град да биде блокиран од сите страни, да се очекува да има напади, да наносат со полиција од сите страни, значи да влеземе, да изнавиваме. А после тоа следеше Шестополов, кој што беше дерби за прв пат во Борис Трајковски, каде што салата беше поделена на 3, односно 2000 карти за нас, 2000 карти за опонентите и 2000 карти за неутралната публика. И тоа беше моментот што беше, мислам дека престрпница во навивачката сцена во Македонија, за тоа што кога тоа се случи, имаше голема медиумска покриеност, бидејќи денки имаше многу инциденти, нереди, и беше буквално немаше портал, немаше вестник што немаше објавено за случаите од дента трета и еднаш сите почна да сакаат да стануваат навивачи. Значи било каде се отидеше во помал град, секаде следува мобилизации, секаде ако беа скарани се управата се помирува, значи едноставно каде да отидавме имаше атмосфера од противничката страна. И исто така на тоа дерби дојде до инциденти доле во партер помеѓу некои наши членови и нивни и мора да се напомене за еден дечко од преку страна што им влезе на нивна трибина и многу малце фалеше да им падне на нив застава, дечкото влезе сам. Гол до појас. Уште еден бајце ќе паднеш. Таа влае мислам дека беше застава. Да, влае мислам. Првото дерби доаѓа Фичи, му вика прво на Панче, идеме на нивна трибина, ја им го требам транспарент. И Панче му вика, Фичи, трни се пијан си замараш, му вика. Оди кај Стефан. Стефан му вика, Фичи, дај бе те молам, стварно пијан, тебе да молам, не замарам, пијан си, дојде кај брат ми, кај мене, сите го одбивме, отиде сам. И отиде го врзува шалот пред нив Family на стомак и им го вади полека транспарентот. И тука излезе цвикерот, ама го затепа убаво. Имаш уште еден, да го свадевме ствари ние брат сериозно, им го паднавме, влае транспарентот. Немаше кој, тројцата отидовме, немаше кој да не сопрат. Тоа уствари беше најакото дерби. И овој се дифтар која ги затепува доле на партер која ги затепува убаво. Тоаш ние се тепавме, па и комити со пирати исто се степа, на истата утакмица. Борис Трајковски сите се степа со некој се степа, имаше дешавки многу. А интересно беше и дењето до Борис Трајковски. Пешки, со автобус, кај Стела, сегде се чека. Прво не се чекавме кај Жабарот, они дозволија ние да се собираме кај Жабарот. Друго беше тоа, 2009-2014. За оваа сезона кога е дербито, мислам дека треба да се напомене и едно од топ 3 гостувања, мислам, на групата во Кавадарци, мислам дека е 2011 година. За тоа време се организиравме со едно 5 автобуси, па и слободно можам да кажам 2 комбини и преку 20 коли.
и бројка од негде околу 420, измеѓу 400 и 500 луѓе со константно навијање цела утакмица и покрај тоа што изгубивме 30 разлики. Во тој период, значи, ние идеме ненајавени на утакмици, идеме ненајавени на наш трошок и се иде кој како се снајде. Имаше екипа, на пример, што беше позната да ги иде со воз на гостувања, уште од Сабаля рано во градот се искрцуваше. Имаше, мислам, идеа луѓе организирано. Сами се организираа со коли, со комбиња. Тука треба да се спомне еден од нашите, да кажам, најстари членови и навивачи симпатизери на МЗД Скопје, Лакордов, кој што у тој период не вози со неговото комбе секаде. Не вози претежно, ја вози оваа екипа и уште некои наши другари. Не вози дури свесно на свој ризик на некој од гостувањата. Он не вози и 2006 во Кавадарци прв пат организирано нас како група, како подгрупа, да кажам. Не сме били уште подгрупа, туку наше друштво уште некои дечки прв пат не вози во Кавадарци, 16 или 17 луѓе кај што идеме ненајавено ја поминуваме цела домашна сала за да се качиме на нашиот дел на трибина. Мора да се спомне они, вечна му слава, Бог да го прости. Од гостувањата мене ми се најомилени, нема ги заборам никогаш, се двете се у Кавадарци. Првото е негде 2005-2006 година, каде што деца од 14, 15, 16 години наполнивме комбе и ненајавени без никој да знае, тргнавме за Кавадарци, влеговме како што влеговме, не пречека како што не пречека и како што ги им посакавме добре дојде и изгинавме на терен сите до еден, навивавме како да имаме по 30 години, не по 14 или 15. Второто гостување кој исто у Кавадарци, 2007 или 2008 година мислам беше, еден или два автобуси, губевме 40 разлика на таа утакмица, а навивавме како да водиме 40. Грлата, мислам дека ни се уште у Кавадарци останати. Значи најинтересни гостувања, како што кажа Љубо, Кавадарци било секогаш најжестоко, затоа што кавадарчани као народ, општо они лозари, групата уствари, можам и да кажам дека лозари на кошаркарските терени се појави само заради нас, искрено. Прво појавување нивно беше 2006 кога отидовме со Кочо беше човекот што не однесе со комбе 25 души, нели Љубише, што ја кажа приказната исто, да се надоврзам. Значи 25 души млади деца отидовме прв пат во Кавадарци. Се сеќавам, постарите не предупредија дека постои таа група, нели, која што не е активна долг период. И 2006 е нивното враќање на тие трибини кошаркарски. Може се појавуваат на фени. Лозари као група беа мала група, али градот живееше беше жесток град Кавадарци. И секој гостување во Кавадарци ми било интересно. Не сум можел да издвојам ниту едно да речам ова било добро или ова не било добро или имало навивање или немало навивање и они беа. Гостувања имаше едно гостување во Куманово со градски автобуси. Со Вардар се игрување поради казна се играше таму. Кавадарци, али гостувањата тој период беа доста ретки. Претежно беа во Скопје на гостински терен. На страна не одевме многу, се одеше тогаш тој период во организација со клубот, ако организират од клубот, ќе се одеше, ако не. Прво гостување што ние сами отидовме, бевме исто деца по 14-15 години, некои 16. Се организиравме со комбе, без ничиве знаење, без и тогаш кај им избегавме на постарите, што беа од кај нас и отидовме сами во Кавадарци. Некои 20 на души, тоа имаше прво така навивачко гостување. Имаше таму некој смешен инцидент, некој детски. Навлегување, али пак така, прво искуство, интересно. Дека у тоа време, како што кажав, главен центар и главно собиралиште не беше Лименката. И кога дојде момент дека треба да се руши, да се изгради нова сала за да може да исполнува стандарди да играме Алба лига и на домашен терен. Да, тоа е добро за напредокот на клубот, за условите и све, али нас некако не погоди од духовна страна, да кажам. Ни беше при срце и кога се сруши, малце ни го сруши целиот дух, пошто автоматски не се сруши базата. Ние пак се гледавме тука, пак сите сме од аеродром повеќето од луѓе, али не беше тоа. Знаеш, ни се урна базата, се префрли МЗТ у Борис Трајковски, у Карпуш, секоја утакмица ни беше као гостување.
И тогаш кога баш у Борис Трајковски имаше, да речам, баш доста добро навивање, доста добри изданија, може и едни од најдобрите да не беа таму. Ваква ли секоја утакмица беше, како да речам, баш како гостовање. Ние од тука чекавме повеќето иде со коли, редовна група идевме секоја со автобус, па чекај 5-ка, чекај 15-ка, па дур се вратиш 12 вечер. Од утакмица дур одземаше доста време, одземаше доста енергија, али пак беше добро, пак се одржуваше, али некако падна тој дух што ни беше тука нас на МЗТ, дека МЗТ ипак, како да речем, МЗТ има навивачи од сегде, има стварно верни навивачи што доаѓале и од други населби, од други градови, без да пропуштат утакмица и што верувам дека го сакале исто МЗТ како аеродромците, али муабетот ми е дека МЗТ е клуб тука од аеродром и некако малски, кога испадна момент да се сруши, како да речем, тој дух. Најтажен дел за Фемили беше кога се донесе одлука да се руши лименката. Ние сакавме клубот да оди напред, сакавме нова сала, сакавме, нели, игравме АБА лига. Не беше ветено дека Јане Сандански ќе остане дом на МЗТ, дека ќе биде плаво-бел. Остана само називот плаво-бел. Па и по почетокот ја прифативме таа одлука на општината, иако после тоа не изиграа, па протестиравме. Како и да е, организиравме опроштајно лименката која ја напунивме. Цела сала Фемили беше многу емотивен момент за сите нас. Навијање, прскање со противпожарни апарати, се прекина тренингот, стробови, значи толку беше емотивно што доста голем дел и пуштија солзи. Дел од нас однесоа столици дома, ги земама пехарите, дресови, баскети, па мораше са балјато, треба наши да идат на гостовање, па нема опрема, па моравме да вечерта кај си ти спозаглаен, иди кај овој дома, кој земал, што земал, за да вратиме. Реално тоа све беше превентивно, пошто не знаеш кој ќе земе, кој кај ќе однесе. Тие сите работи се вратија ден денес во клубските витрини, али беше убава вечер. Другарството беше пред се, ама и ние идевме од љубов, не идевме само да идеме на утакмица како што и да ривалите наши им се даваа карти на нив, а ние од свој џеп си плаќавме. Си плаќале, да, у среда, ако имало Лига шампиони, ние сме иделе со центар на утакмица со. Тоа време ти да идеш да плаќаш карта за МЗТ, а сегде да ти бидат за сите спортови без пари, па треба да се ставиш прстот тука малце. И да сватат кои луѓе имале комплекси, а кои иделе за љубов. Ја мислам така, па не знам што да кажам понатаму. Препроти нека се шири. Да, мора ова да се каже. Ова што ти кажав ја, Даварче. Значи составот, кажи, составот на играчи што... Не, убаво што викаш ја. Така, па реално.